Синоќа во Штип се одржа трибина на тема спортот како двигател на позитивни промени во локална средина, а на која свое присуство имаше министерот за спорт Борко Ристовски. Но оваа трибина покрај министерот Ристовски свое обраќање имаше градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, како и поранешниот пратеник борач и олимпиец Трајче Димков. Штип е европски град на спортот, рече Јорданов, кој додава дека како локална самоуправа се трудат да создадат соодветна спортска инфраструктура, но и да се даде поддршка на спортските колективи. Добро почитувани медиуми, чест и задоволство ми е што вечерва во општина Штип се одржува трибина за влијанието на спортот на локално ниво, за влијанието на спортот кон локалната заедница. На таа тема гласно ќе зборуваме заедно со министерот за спорт Борко Ристовски, заедно со пратениците во Собранието на Република Македонија, со спортските колективи, представниците на спортските колективи, спортските работници, спортистите од нашиот град. Штип е европски град на спортот, не само на хартија, туку и по резултати, и по напредок кој што од година во година го имаме. Морам да истакнам дека во изминатите години како локална самоуправа се трудиме да го омасовиме спортот, да создадеме соодветна спортска инфраструктура и да дадеме соодветна поддршка на спортските колективи. Со новото министерство значајно се подобруваат условите во кои што работат спортските работници, спортските колективи, па во таа насока нешто повеќе сигурно дека ќе има да каже министерот за спорт и на вечерва присутните, но и на јавноста во општина Штип. Министерот Ристовски вели дека Штип како град има богата спортска историја, а целта на трибината која синоќа се одржа во Штип е развојот и како може Министерството за спорт и владата во соработка со локалната самоуправа да ги подобрат условите и спортската инфраструктура. Добар ден. Најнапред ми представува чест и задоволство што сум денеска гостин во Штип, во еден град кој што има богата спортска историја, како што каже градоначалникот. Она што ќе биде тема на денешните разговори и денешната панел дискусија, како сакате, е токму развојот како може Министерството за спорт, владата во соработка со локалната самоуправа да ги подобри условите или спортската инфраструктура во кој што младите најпрво ќе рекреираат и потоа понатаму низ како ќе зреат и професионално да се занимаваат со спорт. Значи, импактот на инфраструктурата врз развојот на младите, во конкретниот случај Штип, мислам дека сигурно сум ќе извлечеме забелешки што е она што му недостасува во момент на Штип, иако началникот е човек кој што доста вложува во спортот, меѓутоа секогаш убаво се слушнат и други мислења, така да импактот и развојот на младата популација во конкретниот случај Штип е многу важен за развојот и на државата и на тоа на што ќе ја градиме државата и на какви вредности сакаме да ја поставиме државата, затоа што младите се иднината и иднината е таа која што треба да им биде предадена. Како што вели министерот Ристовски, најголем предизвик е проблемот со спортската инфраструктура. Предизвици има многу. Значи, еден од најголемите проблеми, ако не најголем, е спортската инфраструктура, затоа што на територија на цела Македонија спортската инфраструктура генерално кажано е во очајна ситуација. Токму тука е акцентот на Министерството за спорт во изминат период, да што е може да направиме подостојни услови да младите спортуваат, рекреираат и се развиваат во професионален спорт. Така да вториот дел е изнаоѓање на финанси да се поддржи спортот, меѓутоа исто така и во едукација на спортските менаџери за да тие средства правилно се искористат и да дел од тие средства останат не е само да се поделат, да речеме, плати, меѓутоа дел од тие средства да останат и во вложување континуирано во спортската инфраструктура, меѓутоа се вложува во младите. Така да спортот во Македонија добива на важност, особено со формирањето на Министерството за спорт.